Енис Барди! Еден гол, еден бод. Во светот на фудбалот некогаш доволно за шампионска титула. За македонски услови против 4-кратен светски шампион, 2-кратен европски и еднаш олимписки, бод голем колку планина. Но колку лошата состојба на теренот на арената Тодор Проески придонесе за финален резултат 1-1 против Италија. Беше многу тешко да доминираме на ваков терен. Им се извинувам на сите италијанци, изјави за италијанскиот национален сервис РАЙ, фудбалерот на македонската репрезентација и шампион на серија А со Наполи, Ели Фелмас. Никој не се извинуваше, но месец и половина пред Италија, за теренот на националната арена Тодор Проески се жалеа фудбалерите на Левски од Софија, кога му гостуваа на Шкупи во квалификациите за Лигата на конференции. Дел од домашните медиуми тогаш критиката ја насочи кон бугарскиот клуб, дека бугарите дојдоа во Скопје и најдоа маана, или дека бугарите го нарекоа нива теренот во Скопје. Како и да беа примени овие поплаки дома, останува фактот дека теренот на националната арена служеше за подсмев на насловните страни на италијанските, а претходно и бугарските медиуми. Зошто се дозволи такво нешто и како да не се повтори? Овие снимки се од крајот на јули годинава. Теренот е оној на арената Тодор Проески, а фудбалерите се од бугарскиот тим Левски. Следниот ден беше закажан надпреварот со Шкупи. Воочливо, тешко може да се каже дека на теренот имаше тревник. За разлика од фудбалерите на Левски, италијанските репрезентативци одлучија воопшто да не тренираат кога дојдоа во Скопје за дуелот со Северна Македонија на 8 септември. Само се прошетаа по теренот, за да нема дополнителни оштетувања и евентуални повреди. Квалификации за европското првенство. Неверојатно како тука лошо да гази. Остана десното колено. Се смеја Лиовски. И нашите фудбалери имаат големи замерки на овој терен. За стручњаците теренот е ист за сите. Мудроста во фудбалот е тактичката подкованост. За шампионскиот стратег Лучијано Спалети, кој дебитираше на клупата на Италија, надпреварот во Скопје се покажа разочарувачки. И крај. Една од причините за неочекуваното реми, Спалети го препиша на терен. Разочарани сме што не ја искористивме предноста, но беше многу тешко да доминираме на ваков терен. Тие успеа да го искористат единственото решение што го имаа, а тоа е да го освојуваат теренот преку високи нафрлувања и одскокнување на топката. Успешното одржување на еден фудбалски терен може би не е едноставна работа, но основните принципи се поставени пред 6 децении. Уште во 60-тите години од минатиот век, стадионот Гудисон Парк во Англија имплементира дренажен систем. Потоа се воведува и подно грејење, со цел тревата да не мрзне и да има добри услови за игра преку цела година. Денес, некои стадиони во светот комплетно се трансформираат. Теренот влегува под трибините, а кровот може да се затвора. Арената Тодор Проески не е толку современа, но теренот има подно грејење, дренажа и вграден систем за наводнување. Па сепак, теренот против Левски и Италија беше срамен. Од акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор, кој управува со арената, велат дека проблемот е што тревата ја нападнал паразит. Укажуваме дека проблеми од овој тип не беа регистрирани во претходниот период, односно пред надпреварот со Украина. Теренот на стадионот беше позитивно оценет од страна на УЕФА. По извесен период, кон крајот на јуни, констатирано е дека тревата е заболена од болеста питиум, растителен паразит. Од државната компанија вела дека презеле итни мерки, но дека теренот не може да се санира преку ноќ. Од страна на нашите стручни служби, веднаш беше пристапено кон третирање на болеста и ново просејување со семиња и прихрана. Квалитетот на теренот беше доведен до задоволително ниво, поради што УЕФА даде зелено светло за одржување на надпреварот со Италија. Сепак, кусиот период до следниот надпревар, во случајов со Италија, не дозволи целосна реконструкција, а дополнителен проблем беше и фактот дека во меѓувреме на стадионот беа одиграни неколку клупски меѓународни надпревари, поради кои тревата дополнително се оштети. Дали состојбата на теренот беше тактички трик?
Во разговор со 360 степени, портпаролот на Фудбалската федерација на Македонија, Златко Андоновски, целосно ги отфрла ваквите теории. Како и останатите тимови, и тие плаќаат рента за да игра репрезентацијата. Она што е најважно за Фудбалската федерација на Македонија не само во овој момент, туку години наназад. Јавноста да знае дека овој стадион, Националната арена Тодор Проевски, не е во собственост, ниту пак го стопанисува Фудбалската федерација на Македонија. Ние само имаме договор за одигрување на надпревари до февруари 2025 година. За жал, инфраструктурно Македонија од овој степен има само еден стадион, а тоа е Националната арена. И тоа е причината поради која што ние сме на некој начин приморани надпреварите на репрезентацијата да ги играме на нашиот најголем стадион. И покрај тоа што плаќаат за да играат на Тодор Проевски, од Фудбалската федерација велат дека се подготвени тие да постават нов терен, така наречен хибриден. Дел природна, дел вештачка трева. Сето тоа е процес кој што трае. Ниту ФФМ официјално нема изнесено став дека ќе прави било што на Националната арена, затоа што не е во собственост на Фудбалската федерација. Вистината е дека ние имаме договор до февруари 2025 година и интензивно се преговара за условите под кои ФФМ и ПУИК би соработували и во иднина. Наша основна цел е репрезентацијата, како што тоа го потврдуваме години наназад, да има најдобри услови не само за надпревари, туку и се што е вклучено во организацијата за тимот. Од логистика до патување, до стадиони и сите тие работи кои што се основа за да имаме добри резултати. За жал, последниот период тоа не беше така. Според Андоновски, ако теренот не се санира на еден или друг начин, дури и македонските репрезентативци ќе одбијат да играат на Тодор Проевски. Не верувам дека па дури македонските фудбалери на ваков начин би се согласиле условно да играат нов надпревар на ваков тревник. Сликата кажува се. Вака изгледа сега теренот на Националната арена. Нивата, како што го нарекоа бугарските новинари, теренот на Националната арена Тодор Проевски при надпреварот на Шкупи Левски во јули, како и италијаните на репрезентативниот меч помеѓу Македонија и Италија, очигледно вродува со плод. Десетина дена по надпреварот, теренот е во значително подобрена состојба. Сепак и одблизу, а и оддалеку, видливо е дека ќе биде потребно повеќе време и постојан труд за теренот на Националната арена да се доведе во добра состојба. Барем приближно на квалитетот во 2017 година, кога Скопје беше домаќин на Европскиот суперкуп, во кој играа Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид. А барем следниот надпревар, македонската фудбалска репрезентација нема да го игра во Скопје. Пријателското соочување со Ерменија на 17 октомври е закажано на стадионот Благој Статов во Струмица.